При поројни дождови, Оризарска река често им прави проблем на жителите. На местото каде што е узурпирана од грмушки и дрвја, се излева и водата навлегува во околните куќи. Това е реката, натлачува тука, пат неаме до нас, камења, дрва, се до нас. Па сметани дрва да караме, можеме да караме ни дрва, ништо со камија да си докараме дрва. Ако дојде неко поголемо дрво да го потпре коритото, јас сум сигурен дека тоа ќе се излие, а тоа значи дека од тука надоле половин село скоро ќе биде под вода. Значи ќе се направат големи штети. Па за овие 15 години во Оризари, освен една-две улички мали од по 50 метра, ништо не е направено. Значи, сакам да кажам дека кој ќе погледнеме Стибани, Јакимово, Виничка општина и некои други општини, тамо селата нема уличка, дека нема канализација, асфалт и други работи. Оризари е едно големо село што има преку 1000 куќи и повише. Значи, а можам да кажам дека има многу километри на улици кои треба да се прават, ама со ово темпо јас не верувам дека за 150 години ќе се направат. И не само реката е проблем во оваа населба. Во делот на подобрување на инфраструктурата, тука времето како да застанало. Жителите вината ја наоѓаат во одговорните лица на местната заедница, која што не покренува никакви иницијативи за решавање на одредени проблеми. Забелешката се однесува и на местоположбата на градинката, која што се гради во Оризари. Моментално незината изградба е во стагнација, па децата често пати просторот го користат за недозволени работи и некултурни собири. Градинка треба да има на друга локација. Таа локација е пуна со влага. Значи тоа е стара градба, ѕидовите се од камен и лежат во вода и ние знаеме и у салата пензионерски дека ѕидовите имат влага и дека тоа, значи влагата е извор на многу бактерии и тоа што е штетно за децата. Покасно ќе се покаже тоа. За пофалба е само изградбата на училишната спортска сала на која што се работи со забрзано темпо. Жителите апелираат до одговорните во општината да преземат нешто за почеток во делот на асфалтирање на неколку приоритетни улици во Оризари.